Секој ден во чаршијата меѓу своите сограѓани. Така 30 години живее гевгеличанецот Илија Трпков. Неговата работа е подвижната тезга на која продава ситни украси и пуканки. Во време кога занаечиството не е на цена, а малите бизниси изумираат, Илија зборува за слободата да се работи и да се заработува на свој начин. Па едно 15 дена пред Нова година и сега овие денови. И како е? Има ли работа? Прилично добро. Мислам, не е како од годините што беше, мислам, по зијанјо, сега е средно. Значи, по-слабо е неголи прочите години. Да, ви сте еден вид занаечија, Да, со мал бизнис. Да, има ли живот уште за занаечиите? За општ обстанок има. Значи, да поминеме, значи, домашните потреби, да се иако не е како од годините, беше по сега овие 2-3 години сме со помал обем на работа. Колку години се занимавате со ова? 30 години со пуканки, со тезги бев порано, сега сме со пуканки и овие новогодишни работи. Дали и колку гости доаѓаат во Гевгелија, тој најдобро знае, бидејќи цели денови минува во центарот на градот. Ги пречекува, ги услужува, си муабети со нив. Иако годинава дошле многу грци, посетеноста не била како минатите години пред пандемијата. Имаше и од Грција тука по дисконтите, они повеќе се пазаруват, значи па некои по потреба, нели, за децата, му ќе обара и пуканки и така. Тоа е, да. Имавте прослава за Нова година, бевте ли? Имавме дочек за Нова година на плоштадот долу. Имаше, прилично добро беше, меѓутоа свежо време беше и еден краток период имаше луѓе, од 11 до 1 сатот и тоа беше. Важно, дочекот беше добар, со музики, со прослави, со храна, со пијалаци, со се беше. Во занаечиската комора Гевгелија се зачленети околу 300 самостојни вршители на занаечиска дејност од Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран.